Четврто интервју во текот на денешното издание на Студио 10 и во него разговараме за Not for Sale или Not for Sale, или зависи кој како би го толкувал со оглед на тоа дека е комбинација од латиница и кирилица, затоа ќе го прашаме авторот. Сашко Николовски, кој што кога го пишував насловот за ова гостување, одлучив дека насловот ќе вели Джез албумот Not for Sale е ковчежето на главните музички идеи на Сашко Николовски. Добре дојде. Добро најдов. Како си? Одлично е од Сабајле. Едно-две кафења и музичариве се будат полека. Музичарите се будат. Да, таман некаде околу пладне веќе ќе се приразбудени. Да. Кога се правеше целата идеја за излегувањето, за создавањето на Not for Sale, така ќе одиме со називот. Може. И кога раскажуваш, например, за албумот наназад, секогаш велиш дека тоа се можеби и дел и стари идеи кои се прибираат. Конечно си најдоа место да бидат на еден албум и да останат запечатени. Тоа ли беше идејата за Not for Sale? Јас извини на ти преминав. Да. Да. Идејата е веројатно абсорбирана долги години назад. И сега се нешто од ковчежето вадено и ставено на овој диск. Разни музички влијанија низ годините, разни фасцинации од секаква музика, преточени еве во вакво едно издание. Збир на луѓе кои што претходно кога ќе ги свариш вака, кога ќе создадеш една слика што би можело да биде, и на тоа ги ставаш идеите кои ти се абсорбирани, преточени во овие 8 композиции и размислуваш на тоа кон тоа дека еден ден ќе седнеш и ќе музицираш со тие луѓе и ќе се стави тоа на носач на звук, било каков, не е битно, еве во случајот CD. И таа среќа околу тоа создавање и идејата дека ќе музицирате заедно, тоа е всушност поттикот за создавање на ова CD. Се чини дека например кога читав околу делот на севкупната посветеност на музиката од неколку аспекти која што ја имаш, значи човек ќе најде информации за оркестрации, за аранжмани, тромбонот секако, тоа е несомнено, за вклученост од сите можни аспекти и некако кога човек толку има создадено, кога човек има толку ангажман вклучено во музиката, дали е лесно да подсобере барем на албумот да стави некои работи, бидејќи многу голем дел од работите сигурно не успеале да стигнат до албумот. Па да. Бидејќи тогаш по кои критериуми се бира што ќе оди на албумот, а што не? Па да, со оглед на тоа, на огромното искуство што го имам со годиниве и учество во разноразни проекти, концерти, CD изданија, снимања, се и се што, и таа абсорбција, повторно ќе спомнам, тој збир на информации кој постојано низ годините се влева кај мене и едноставно решаваш да дадеш нешто и да излезат неколку композиции во случајот со ова, кои што ќе бидат еден сублимат на сето она што си го собирал низ годините во глава. И тука има се и се што, тука ако се тргне од почеток првата композиција. Да, затоа викам, ако тргне човек од почеток да ги слуша од App Store, значи и натаму, да речеме, потоа и Белисима имаат малку поразличен призвук од останатите. Па да. Тука има се и се што, има фјужн, има свингче, има мамбо, има монтуно, има фанкче, соул. Кога ќе направиме ретроспектива, ќе видам дека се она што мене ме фасцинирало како музика низ годиниве е собрано тука, горе-доле. И да, има тука една композиција, еве, ајде, ја издвои Белисима, таа е одамна направена и изведена на Штипскиот джез фестивал со еден прекрасен музичар кој веќе не е меѓу живите, не е меѓу нас,
се вика Оскар Салас и него му е посветена. Тој беше извонреден ударач, конгаш, бубњар. Но тој живееше и кај нас, мисля, че и Живееше одреден последните период. години тука. Да. Го донесе од некаде Тони Китановски, гитаристот, и живееше тука неколку години и музицираше со нас. Ние што имавме среќа да бидеме дел од неговата агенда. И така да, ете тоа е Латина една песна. Кога ќе се вратите на назад вака низ сеќавањата на почетоците во заљубувањето во музиката. Значи, не зборувам сега за делот на детството и одлуката да се студира професионално тромбонот и слично, туку зборувам за делот на завлегувањето веќе на оваа сцена, која што е сосема различна од она што вам ви е дневна работа, тоа е Македонската опера и балет. Така. Колку веќе 30-тина? Па јас сум 37 година во опера и балет, Машалла. од 86-та, Наирно да години. се множат. Добро. Да. Јас на 30-тина сум закочил, добро. Добро. Да. Долго време, да. И кога се истражува музиката, например, кога беа првите чекори кои што ве извадија надвор од стандардните партитури, од стандардните ноти, од тоа што е стрикно ориентирано и джезот полека почна да... Па да, еве, ако Заразува. анализирам вака, ако се вратам назад, во детството и во првите почетоци, првите допири со музиката, 70-тите години, живеев за среќа во едно мало кај што се слушаше джез музика, соул, фанк. Таму живееше Велибор Педевски, еден од основачите на джез фестивал, кој практично остави многу голема трага кај мене. И долго години еве Оливер Белопете и неговата екипа продолжува да го работат. Така да во тоа време всушност и во светот почна и кај нас да циркулираат разноразни плочи, грамофони, касетофони и така натаму. Не е дека ние бевме назад од сето тоа така, имаше можност Не, да се биде не. во текст со Да, светската имаше. музика. Имаше можност Освен Радио Луксембург, нормално, ама добро. Да, Радио Луксембург, Радио Монте Карло и Да. тие там. Ги фаќавме на средни бранови должини. Но плочи и слушав- имаше, до плочи можете да стигнете. Па да, можеше да се стигне до плочи тешко, тешко. Се стигаше кој сакаше Добре. да стигне, па ги преснимувавме по касетофони и ги слушавме. Но пак ја кажам, во малото кај што живеев, ете, прв пат се соочив со плочи на кои што имаше, еве да речеме за среќа, повеќе джез музика, фјужен. Во тоа време имаше наплив на комерцијалниот джез, така наречен. Но и претходно, Чик Корија со Return to Forever, со бендови такви кратки, Майлс Дейвис, не знам, кога големите ансамбли почнаа да се намалуваат во кратки бендови, во комбо состави, тоа беше тоа време. Распад на големите биг бенд оркестри, Count Basie, бидејќи Елингтон бевте и и во така Биг натаму. Бендот на МРТВ, мисля, Па че да, веќе 20 и Да. кусур години бев хонорарен соработник од Биг Бендот на МРТВ. И штета што не постои повеќе, но од тоа, за тоа друг пат можеби ќе правиме муавет. Да. Тоа како посебна тема да го издвоиме. Да. Во одлуките да речеме на истражувањето на джез музиката, веројатно човек треба да е свесен дека ќе се соочи со една пробрана и една избрана публика. Бидејќи не станува збор за комерцијална музика, не станува збор за комерцијална сцена, не станува збор за нешто што ќе полни сали по 4-5 концерти еден по друг, туку станува збор за нешто што навистина има една избрана публика и таква беше и промоцијата, впрочем. Па да. Вашата промоција си беше во Филхармонија бар со луѓе кои што навистина сакаа да бидат таму. Така е. Па Како ви добро, влијае одлуката на тоа дека едноставно а сте биле дел, да речеме, и од другава страна, каде што сте биле на концерти кои цели стадиони полнеле? Па да. Со нашиот Тоше Проевски полневме ги полнеше стадионите, полнеше сали 3-40 илјади. Тоа е посебна една состојба, да речам, и посебна љубов кон таа врста на музика, која исто поминала низ моја глава и сум ја сакал. Ајде се вратам на прашањето. Значи, ова е чиста љубов, не се работи за никаква математика, за
никакви калкулации во смисла на јас сакам поголема публика, повеќе и така натаму. Се работи за нешто што е љубов, кеф и желба за оставање на нешто што е, ајде да кажем, повредно, позначајно, нешто што ќе остави трага кај, да кажем, помал број на публика, одбрана публика. Може би баш печатот кој што го добивате поради љубовта на малобројната публика е тоа што понатаму ве движи, ви дава можност да обстоите? Па ја би рекол, тоа што ми дава ветер во грб е младоста на моите колеги, ќе ги кажам се овде во оваа прилика, австриската петорка, ние викаме така. Да, Гордан Спасовски, Кирил Кузманов, Трајче Велков, Кирил Туфекчиевски, Иван Иванов. Тоа се луѓе кои дојдоа едуцирани од граци, донесоа нова енергија во нашиот свет. И голем дел од ова што вака, нели, доби свој завршеток се нивната младост и енергија која ги споивме заедно со искуството на дел од музичарите кои учествуваат во овој албум. Ќе спомнам Дамир Имери, Гоце Стефковски, Дарко Мучев, Зоран Костадиновски, Кирил Кузманов, Трајче Велков, Џијан Емин и Марика Сион Николовска. Така е. И гости Кирил Туфекџиевски. Да, го спомнав Кирил Туфекџиевски, на контрабасист, има на две композиции тука гостува. Интересно е, многу мора да се посочи дека кај нас веќе и многу ретко, дури и кога е тоа се случува, навистина е како празник за музиката и за душата, многу ретко се, ќе кажам, ајде, се охрабруваат меѓу вас музичарите джезот да го промовираат на албуми. Па да, ланската година тоа некако бидејќи некако човек да се чувствува како дупка без дно да се зафаќате. Значи од секаде барате луѓе, помош, студија, финансии, да се издаде, да се промовира. Па да, тоа е нашиот микросвет во кој што живееме, ајде да кажем, 30-50 луѓе, дури многу голема бројка е тоа. Лани излегува 3-4 албуми во ергелата на Сдружение на џез музичари. Да ја спомнам таа организација која што потикна многу енергија, многу желби да се свири, да се создаде нешто и да се остави. Зоран Костадиновски, Трајче Велков, Горан Гешовски, Виктор Филиповски и Гордан Спасовски издадоа исто албум, Jazz Inc. Corporation. Потоа скоро истата екипа Боперс, мислам дека се вика албумот. Па Мишко Парушев исто. Неколку изданија во организација на Сдружение џез музичари. Така да Сдруженијето дава многу голем потик кон вакво нешто и создавање на албуми и дела кои што така ќе останат. Каде може да се најдат албумите? И вашиот конкретно, но и од другите, во ЗДЖМ, веројатно Сдруженијето на џез музичари? Не, има во Југотон, во трговски центар Писимер, може да се купат, да се набават. Таму има и други изданија, на Џијан Емин има едно издание, се сеќавам кога ги дистрибуиравме. Има, мислам дека 4-5 наши домашни изданија од ланската и предланската година, така да може да се набават лесно. За информација за публиката, само тромбон или и други инструменти? Па да, тромбонот ми е главниот. Примарниот инструмент. Така е. Така е, дипломирав на факултетот за музичка уметност во Скопје. Инаку клавиатурите ми се исто голема љубов. Иначе првиот инструмент ми е гитарата, акустична гитара имав во 8 оделение, мојот дедо ми ја купи. И во малото кај што живеев, сите станат певарувавме кој подобро ќе освири некоја песна. Се дружевме со гитарите, тоа беше исто. Всушност тоа е и почетокот, тоа е чивијата што Значи гитарата е чивијата. Гитарата е чивијата. Ја чувате уште гитарата или? Да, ја имам дома, уште е во некоја очајна состојба, се канам да ја репарирам.
Можда ќе го направам тоа годинава, Па треба. време е. Да, треба да ја направам и да си ја ставам да На зид да така се да ме стои. потсеќа на некој. Тромбон, клавиатура и гитара. Да. Сега свирите гитара? Не, веќе одамна не, ама можам 2-3 акорди да фатам со ова прстиве мој сега. Навикнати на тромбон строго Да. сега, да. Не се веќе за Не се гитара. веќе, тоа е. За фини Оставам- жици не се веќе. Така е, оставам на големите мајстори како Зоран Константиновски, како Ади Мели, како Имаме Џоле ли- Груевски. Бидејќи ги спомнувате еве неколку пати веќе, ние имаме млади генерации на сериозни музичари, за кои што државата веројатно треба да вложи сериозно напори Па, да. да ги задржи кај нас, барем да останат, или? Се прават напори, се прават муабети во рамките на можностите на оваа држава наша, колку може, како може. Мислам дека треба да се направат посериозни чекори, напори да се биг бендот, кој што е во состав на Сдруженијето на Да. џез музичари, која е една, да речеме, врвна формација во тоа здружение, да државата повеќе партиципира со средства, евентуално да се институционализира и да тие млади луѓе си го најдат своето место, бидејќи навистина се вредни и многу енергија се троши во создавање на таа вредност, би рекол. Ќе го спомнам мојот пријател голем Гоце Стевковски, председател на Сдруженијето, кој стварно овие 6-7 години навистина вложува труд. Джија Немин ќе го спомнам и сите надоле членови на Биг Бендот кои даваат свој придонес во развој на тој Биг Бенд и воопшто во Сдруженијето. Така. Имаме отприлика уште некоја минута за дружење, кога зборувавме во првото интервју гостинот кој што ми беше, што ја доби наградата Уметник на Европа за современа уметност. И тој во одговорите при едно прашање вака рече: не мора вие да создавате премногу за да бидете успешен уметник. Некогаш може да создадете едно дело, еден албум, едно нешто кое што ќе ве практично ќе ве стави на листата на почитувани уметници. И во музиката веројатно можеби тие дела се токму оние кои што ќе останат генерации и генерации да ги слушаат. Дали ќе се задржувате само на еден албум? Ми е прашањето. Па не знам, искрено имам некои дома скици на одредени композиции кои можам да ги довршам, да ги направам, а тие се за некаков друг вид оркестар. Може би ќе се деси и уште нешто такво. Но ќе видиме ова друштво наше, ова мала средина не може да абсорбира толку многу музика, поготово во овој стил, во оваа насока. Така да ќе остава малку да издиши работава, да го промовираме овој албум оваа година, доколку има интерес и место да се промовира албумот, да се отсвири на некои фестивали, ќе видиме. Па потоа ќе седнам на есен, можеби ќе размислувам во таа насока уште нешто да направам. Ама ќе се избери тоа, оставам простор на помладиве повеќе. Кон каде чувствувате дека се движите моментално? Бидејќи во ред, еве, сте почнале со гитарата, како дете сте се надпреварувале, потоа веќе сте почнале да завлегувате во џез музиката, дали радио, дали плочи, професионалното усовршување на тромбонот и слично, многу големи искуства. Како се движи вашата кариера сега? Што е тоа што сега е најголемиот предизвик за вас после толку многу години? Посветени и професионално и од секаков аспект. Дали може би повеќе е во делот на аранжирање, сцената да им состави на младите, во оркестрација или Па, било да. што? И аранжирањето е еден вид творештво. Тоа да, е тоа творештво на некои други идеи, туѓи идеи, нели? Што би се рекло, дали ви се смачува сцената веќе полека? Не, Не? не, воопшто. Е истиот ентузијазам, истиот порив го имам уште како и во младоста. Меѓутоа сепак оставам простор на помладиве. Малце се тргам на страна за да нели нормално. И секој ќе осетам потреба дека има тоа да треба да кажам нешто. Ќе го направам, тоа ќе се подружиме, ќе посвириме заедно. Инаку аранжирањето е голема љубов моја и сакам тоа да го правам и со голем кеф го правам. Исто како и свирењето и музицирањето. Така да улабаво, ништо не форсирам во овие години мои, не смеам многу да притискам, пошто сум близу до 60-та.
Така да, некои колеги мои, дедо Ноe ми викаат во опера и балет. Мислам дека ми го погодија. Ама тоа веројатно затоа што скрос од почетоците сте таму. Да. Па добро, 86-та е далеку. Па далеку, ама еве за 3 години 40-ка ќе фати. Па да. Кога ќе се наближиш до 40-ка, треба да си молчиш Да, и да си тихуваш, тоа е мудроста. Да. И многу И да слушаш вака И да повеќе слушаш колку што се. треба, пошто колку останува до пензија после, уште 3-4 Уште години. готово, уште толку. Ако те прашат, кажи, ако не, си четиш. Сте низ искуството сте запознали многу странци, многу луѓе кои што се посветени во овој свет на музиката. И оние возрастните, тие највозрастните кои што сте ги запознале на пример, баш сега ова ми даде идеја со пензионирањето. За уметник пензија не постои, тоа е јасно, Така, тоа така. не ве ни прашувам за тоа. Него што сте научиле од нив? Кои се советите кои што на пример ако воопшто споделил некој од нив со вас нешто, било какво искуство што може би ве натерало да се смените во начинот на Секој потек, позитивен, негативен, несвесен, свесен од моите колеги постари, јас сум го абсорбирал, сум го прифатил. Дали тоа имало негативни, позитивни импликации за мојот развој, сум собирал, сум учел, имало и се уште има и ќе има во нашава средина, пошто е податна за создавање на уметнички потенцијал. Така да нивното искуство сум го собрал за да можам понатаму да пристапам кон патешествиево кое ме води. Така да сум научил доста од моите колеги постари и фала им многу и јас се надевам дека и од помладиве нешто ќе научат од мене, ако сакаат, ако не си тераат својот пат. па ќе мора да сакаат. Неверојатно во кога живеете во мала држава како што е нашата, мора да сакате да учите од сите. А Мал учам е и од кругот. помладиве. Овие помладиве повеќе Има ли знаат. разлика во пристапот кон музиката Па не. од вашата генерација кон денешната? Јас кога ќе видам овие луѓе што ги спомнав претходно, колку знаат музика, кога ќе се вратам во моето време, јас не сум знаел ни половина од нив, затоа што информациите што сум ги имал и веројатно брзината со која ние како генерација нели сме имале потенцијал да го правиме тоа, гледам дека всушност ја треба да учам од нив, не тие од мене. Но ете, има синергизам меѓу нас, има. Така е. Добро, одлично. Значи, Not for Sale, 8 композиции. Така е. Чекаме следно. Благодарам на поддршката. Штом вака веќе тргнало, чекаме следно. Која е од 8-те најстара, која е најмлада композиција? Најстара е Белисима. Добро. Таа со Најмлади звездичка, се добро. другите 6. Аха, Потоа е 2-3 години стара, а другите 6 се создадени ланска година септември месец. а пандемски. Да, Добро. Значи, после пандемијата. така го надминавте периодот на пандемија. Да, го потепавме вирусот. Со музиката. Да. Благодарам многу, Сашко, за издвоеното време и за гостувањето. Благодарам исто. Добро, како ни тргна муабетот, мислам дека ќе може наредно да договориме и нешто друго да разговараме. Па има многу да се каже. Благодарам многу и со успех. Фала многу.